Колку чини човековата алчност и лакомост? Дали вредело сето тоа, кога ќе се случат катастрофи? Имам човек, имам пријател, го познавам, ќе средиме работа. До кога? До пред една недела. До 16 март. После трагедијата во Кочани нема и не смее да има, ќе средиме работа. За да ни дојде памет, за да се освестиме дека сами себе си правиме штета. За да нема невини жртви, државата почна темелни промени во сите пори и на сите нивоа. Како тоа изгледа на локално ниво, ќе чуеме од нашиот денешен гостин во студиото. Велам добар ден и добре дојде за Орце Георгиевски, председател на ЗЕЛС и градоначалник на општина Кисела Вода. Добре дојдовте. Добре најдов, благодарам на вашата покана и поздрав до сите ваши гледачи. Веќе спомнав и во најавата дека државата комплетно на секое ниво реши да стави крај на човековата лакомост, алчност и негриша. Видете, јас тоа изминатиот период често го говорев по медиумите. Ние за жал имавме еден систем наследен кој што со години функционираше на начин на кој што функционираше. Често пати државата во минатото, сакајќи да донесе некои процедури законски за да го олесни пристапот на оние кои што треба бизнеси да отворат, на граѓаните кои што треба да ги искористат тие закони, оставала простор да некој прави злоупотреби на истите. За жал, оваа ситуација е лошо што не натера да пристапиме кон целосен ресет на системот, но тоа мора да се случи, тоа е неминовен процес. Ние како локална самоуправа сме дел од системот. Ние апсолутно треба да учествуваме во промените во наредниот период и она што во минатото може би се толерирало на некој начин, не сакајќи да може би и промените некои состојби кои што 30 и повеќе од 30 години биле како такви, сега ќе мора сето тоа да заврши и да започнеме одново. Затоа сме влезени во една фаза на вонредни инспекции од објектите до јавен карактер, понатаму сите објекти од типот на кафулиња, ресторани и се останато, и секако дека предмет на редовни контроли, односно вонредни во овој случај ќе бидат и стамбените згради во општините. Ајде да тргнеме поред. Завршен е инспекцијскиот надзор на училиштата, детските градинки и спортските објекти. Излеговте вчера со еден податок дека во 90% од објектите се е легално, се е како што треба, документите се тука, фактичката состојба покажува дека правилата и прописите се почитуваат. Точно. Знаете како, природно беше во целиот тој процес да биде загрижена целата нација наша. Да бидат загрижени најмногу родителите за дечињата и во оние во основно образование кои што учат, оние кои што посетуваат спортски сали, спортски надпревари, содржуваат спортски надпревари во тие сали, кои што посетуваат представи во културните домови, но и дечињата кои што учат во градинките предшколска возраст. Затоа пристапивме првенствено кон вонредни инспекции. Вонредни инспекции не значи дека никој досега не вршел проверки. Јас имам комплетна документација и вчера на еден од медиумите го посочив тоа јавно, слободно на увид може да се стават сите документи како сите години наназад, откако јас сум градоначалник, на годишно ниво поеднаш биле правени редовни контроли. И на ППЗ опрема, и на хидрантите, и на се останато, што значи безбедност во еден објект во кој што нормално се собираат повеќе од 50 луѓе внатре, 50 граѓани. Тоа што требаше да го објасниме на јавноста, на родителите, на мајките, на татковците, на бабите и дедовците за нивните внуци, е најпрво дека тие се безбедни во рамки на институциите каде што го поминуваат поголем дел од денот. Така што се уште траат во многу мал број од објективни причини општини проверките, бидејќи го споменавме и тоа како тема, не сите располагаат со соодветен број на човечки ресурси, односно кадрови капацитети за да можат да ги извршат инспекциите. Ние сме имале пракса и во минатото каде што нема
инспектор соодветен, со меѓуопштинска соработка сме си помагали општина на општина. Јас се сеќавам кога станав градоначалник пред нешто повеќе од 3 години, прв кој што ми помогна во тој процес беше градоначалникот Александар од Ѓорче, кој што ми позајми инспектор градежен, па сега сум јас една од општините која што има најголем број на инспектори и за домување и градежни инспекции и така натаму, и позајмувам на други општини, како што е случајот сега во моментот. Ние позајмуваме инспектори во општина Куманово, во општина Центар и секаде каде што има потреба. Значи се солидаризираме кога станува збор за ефективно да се завршат задачите. Мојот апел беше до сите мои колеги. Најпрво јавните објекти треба темелно да се проверат. Тоа и во координација со претседателот на владата го заклучивме. Одма наредниот ден од како се случи несреќата за жал, и се пристапи кон тоа. Во наредниот период нема да бидат изоставени, како што споменав, и останатите контроли и веќе инспекцијските служби, комбинирано затоа што има надлежности кои што ние ги покриваме со нашата инспекција. Тоа најчесто се многу мали надлежности на локална самоуправа. Еве, ако земеме во предвид едно Кафуле, ние во согласно нашите надлежности, елаборатот за животна средина сме спремни да, односно имаме ингеренции да го провериме, но тоа не значи ако нашата инспекција утврди дека има останати аномалии, да не го пријавиме и да бидеме неми наблюдувачи на процесот до соодветните институции. Во наредниот период ќе имаме и комбинирани контроли. Наша инспекција заедно со централните институции, со дирекцијата за заштита и спасување, со пазарна инспекција и така натаму, се со цел да сите оние неправилности кои што постојат во нашиот систем да ги отстраниме. Следно е најавените и веќе отпочнати вонредни контроли во голем број општини, барем во градот Скопје, верувам дека е така и во другите градови низ Македонија, вонредните контроли на стамбените објекти, проверката на хидранската мрежа, нешто што веројатно е болна точка за поголемиот дел од граѓаните кои што живеат во згради во кои што кутиите за хидранти се празни, односно фалат цревата. Точно, и таква состојба е за жал во 80% од ситуациите каде што проверки веќе извршивме на територија на мојата општина, јас можам да говорам конкретно за мојата општина прецизно, констатирано дека и покрај тоа што во многу од зградите, јас не говорам за оние згради каде што имаме сериозен проблем, а немаат хидранска мрежа, тука ќе мораме да најдеме модус заемно да си помогнеме за сите тие недостатоци да се отстранат во даден и разумен временски рок кој што ќе го имаат оние кои што управуваат со тие згради, дали е тоа совет на станари, дали е некоја фирма која што се грижи за зградата и така натаму, значи ќе мора заеднички да делуваме бидејќи е малку покомплексна материјата, но во останатиот дел ние констатиравме дека ретки се, можам да кажам, и исклучоци се зградите кои што поседуваат, иако има хидранска мрежа, црева. И тука секако дека ќе треба да имаме наложување од наша страна да во даден исто така разумен рок се обезбедат сите тие од разни причини, различен е типот на причини поради кои што нема црева, најчесто се од невнимателност на можеби на дел од станарите или оние кои што биле задолжени за тоа да соодветно го обезбедат цел изминат период. И јас повторно ќе кажам, штета што требаше да се случи една ваква трагедија за да не разбуди сите. Во наредниот период ќе делуваме и во таа насока, односно најпрво ќе добијат задолженија станарите практично, оние кои што раководат со стамбените објекти, ќе добијат задолжување во одреден временски рок да си ги отстранат тие забелешки кои што ќе им бидат наведени од страна на нашата инспекција која што ги врши контролите, доколку не постапат во разумен временски рок, подоцна за жал ќе мораме да пристапиме и кон санкции и изрекување на казни заедно со дирекцијата за заштита и спасување. Мислам дека после се ова што се случи нема да постои некој што не би ги искоригирал аномалиите, да ги наречам, кои што ги имаме во објектите за колективно домување, но освен овие објекти на вонредни инспекцијски контроли се и угостителските објекти. И вие најавивте унифицирање на урбаната опрема која што ја користат. Тоа станува тука и за стамбените згради, чинам имаше нешто околу терасите кои што се... Па така, да. Видете, од она што го констатиравме сите заеднички како градоначалници,
во најголем број од случаевите од општините секој се постапува по правилник кој што е изгласан од советите и најчесто тој правилник е изгласан многу години пред денес. Така. Значи многу години наназад и така функционирале. Па имаме и состојба каде што правилникот во градот Скопје е идентичен, односно пресликан во неколку други општини, што значи сега спремаме една унифицирана форма која што ќе ја наложиме како ЗЕЛС да се усвои до сите совети. Во комисијата која што вчера ја создадовме, односно ја формиравме, учествуваат врвни експерти, учествуваат и раководители од секторите од различни општини. Гледавме да има застапеност особено од поголемите општини, затоа што не имаме и помали општини во државата, да не ме разберат погрешно, каде што можеби има само по 2 или 3, некаде можеби има и 5 објекти, но генерално не можете вие да направите споредба со општина Босилово и општина Куманово или општина Центар која што најмногу објекти од ваков тип има и така натаму, што значи дека наредна недела ќе имаат состанок на оваа тема, каде што ќе треба народски кажано да се испеглаат состојбите околу правилникот. Ние до крајот на наредна недела ќе свикаме вонредна седница на управен одбор на ЗЕЛС, каде што ќе треба цел тој материјал да го прегледаме и да донесеме одлука дали тоа ќе биде финална фаза или ќе треба да се доработи тој правилник нов. Во интерес на времето, ми останува само уште да ве прашам, го споменавте проблемот со инспекцијските служби во општините, фалат околу 40 инспектори градежни, предпоставам, плюс инспектори за домување. И комунални тука, да. И има ли шанси никако? Тоа е генерален проблем. Видете, од повеќе аспекти зависи проблемот. Не е дека секогаш е вината во централната власт или е па секогаш во локалната власт. Пред се мислам дека сето тоа зависи од индивидуалниот менаџерски капацитет на човекот кој што ја води општината. Јас го споменав тоа на почетокот, јас кога влегов во општина Кисела Вода, ниту имав градежен инспектор, беше пензиониран градежниот инспектор пред неколку години пред јас да влезам, инспектор за домување немало од кога постои општината. Сега ни се комплетни службите, но некој треба да има волја тоа да го направи. Така што многу често и општините во минатото, односно тие кои што ги воделе, свесно го доведувале моментот да има некомплетна инспекција. Можете да предпоставите, и народот најдобро знае зашто тоа така е правено. Според мене, јас онаа бројка што ја споменав 40-тина, е минималната бројка која што треба да ги задоволи состојбите во сите општини. Ние имаме од друга страна пак општини кои што се посериозни, поголеми општини, во смисла треба поголем број, поголем состав на инспекцијскиот оддел таму во истата општина, затоа што Центар го споменав или Куманово или Штип или Велес да го споменеме, таму имате поголем обем на предмети по кои што ќе треба да постапат. Со еден инспектор вие не можете да ги покриете сите состојби. Затоа рековме минималната бројка за сите функционални служби да бидат на ниво на општините низ државата е околу 40 инспектори, но профилот различен е. Некаде недостасуваат градежни инспектор, некаде за домување, некаде за животна средина и така натаму, секој во оној дел кој што му недостасува, но тоа е минимумот за да функционираат службите соодветно, односно да можат да одговорат по секој предмет кој што ќе стигне од граѓаните. Искрено се надевам дека како ЗЕЛС ќе успеете во се она што го имате зацртано, дека ќе донесете правилници кои што пред се ќе ги почитуваат не само локалните власти во било која општина, туку и граѓаните, и дека нема да го има она јас го познавам овој, мене ми е пријател оној, ќе завршиме работа. Јас една реченица само на крајот би додал. Во ова ресетирање на системот не може да е клучно единствено заложбата и напорите кои што ќе ги даде во цел овој процес централната власт или локалната власт поединечно. Клучно во целиот овој процес е да придонесат и граѓаните, да придонесат и стопанствениците. Ние имаме многу сериозни компании кои што го почитуваат законот, но имаме за жал и компании, но и наши граѓани кои што често пати се трудат да го најдат полесниот пат. Дали е тоа преку мито и корупција, дали е тоа во кое што учествуваат и они самите.
Така. Не учествува само даден орган, туку учествуваат и оние самите. Така да ова е процес на ресетирање на системот во кој што ако сакаме да успееме, мораме сите да учествуваме заеднички. Ви благодарам што бевте денес дел од емисијата во живо програма на градови. Ви посакувам успешна работа и се надевам дека во следното гостување, при следната наша средба, ќе имаме можности да зборуваме за конкретни резултати и за тоа како навистина сме успеале да постигнеме нешто. Ме више чест.